На новинарско прашање зошто во капиталните проекти на истокот не е спомната браната Речани и дали и кога таа ќе се гради, премиерот Зоран Заев со објаснување. Таму имаме правно формален проблем заради тоа што еден партнер од конзорциумот беше Трансмет. Тоа е тендер кој што е завршен уште 2016 година. Проблемите кои што се јавиле се да Силекс Неметали во конзорциум со Трансмет го има добиено самиот тендер, ние ги завршивме сите претходни постапки, сме подготвени за склучувањето на договорот, но мора да најдат бајпас на членот на конзорциумот. Се работи за давање на банкарски гаранции кои ќе ги понесе. Тоа е одговорност пред се на Силекс Неметали, Министерството за земјоделие преговарат интензивно заедно правните служби да ги изнајдат решенијата. Јас верувам дека се изнајде решение. Сакам час поскоро да почнеме таа брана. Тоа е капитален проект, пари имаме во буџетот за него, час поскоро сакам да стартуваме и со тоа. Во рамки на подготовките за почетокот на изградбата на ковулацијата Речани, целосно изграден пристапниот пат од местноста Мегдан до Оризарска река. Претходно беа извршени длабочински истражувања на земјиштето каде што ќе се поставува насипот. Иако, како што истакнува премиерот Заев, пари се обезбедени, што значи има, сепак точниот датум кога механизацијата ќе започне градежната офанзива се уште е непознат. Инаку вредноста на овој капитален проект првично беше проектирана на 30,5 милиони евра, а рокот на изградба димензиониран на 5 години. За пристапниот пат и за проектната документација, државата досега има инвестирано 220 милиони денари. Во времето кога тендерот го доби фирмата Силекс, се предвидуваше браната да се изгради до 2021 година. Според тоа, доколку изградбата започне во текот на наредната година, тогаш таа би била готова некаде во 2025.